Добро утро. Добро ден дојдовте назад во студио 3. Се реализира најновото издание на утринската програма Македонија наутро. Во наредните минути продолжуваме со нов разговор во студио. Токму така во пресред на Великден малку ќе се осврнеме на традициите нормално кои се автентични за нашиот народ, иако ние пред почетокот на разговорот некако нели во неформална комуникација поразговаравме со нашиот гостин кој вели дека практично и нема некој правило, односно ќе ни го образложи тоа како што треба во продолжение. Добро утро и добро дојдовте етнологот Владимир Благоевиќ, па еве за почеток да почнеме за денешниот ден, за четвртокот. Добро утро, добро најдов. Да, за традициите. Да, за традициите на Великден почна нели со самиот момент на прочка, кога се прославува нели последниот ден пред постот, нели се верува дека Исус Христос отишол да се бори со своите демони во пустината, така започнува прво за значи луѓето кои слават, значи го слават празникот, 40 дена постнели и потоа одиме со чистење на куќата традиционално во минатото. Денес можеби не се практикува тоа, додека невестите и жените правеле носија за младите. Стигаме значи до Велики четврток, кога рано на сабајле се вапцат јајцата, во главно се вапцат прво 3 важни јајца, светите јајца или господови јајца се викат. Обично се вапца со црвена боја која презентира значи крвта на Исус Христос која дал за гребовите на обичните луѓе на нашата нели земја, на планета. Тие јајца се вапцат пред изгресонце, верувањето било ако се извапцат пред изгресонце ќе требаат вечно и ќе чуваат куќата од лоша среќа, лоши демони, вештерки, вампири, уроци. Се става главното јајце кој се вика Господова јајце пред куќината икона и ја чува куќата нели во добра среќа. Старото јајце се трга во одредени места и во одредени краишта се става во река, да се пушти да тече с реката или пак да се скрие повторно некој да не направи зла магија со него. Во некои други места кај што се земјоделски краишта, тоа јајце се закупува во земја за да биде плодна земјата нели понатаму и да имаме плодородие и берекет преку цела година. Имаме многу разлики, извини се, мора само да прашам, еве конкретно кај нас во одредени краишта. Важи правилото за секаде или секаде има некои варијации? Значи различни се краиштата, значи кои се земјоделски краиштата важат ова правило со земјата и се одат и се прават како да кажеме еден вид добар вид на магија или позитивна енергија со тие јајца кон земјата, се поголава земјата за да биде плодна или пак се одат во краиштата кои што се значи повеќе насочени кон сточарство, се оди во одсебаља значи кон животните во деловите на фармите, повторно имаат различни изреки и поговорки за благосостојба и ги допират понекогаш и телињата со јајцата, исто како што ги допират децата со тоа прво јајце за да биде дебело и да биде здраво. Во минатото нели се сакало да бидат дебели и буцки да бидат здрави, така се светло. Денес обратно, денес значи тоа веќе не е здраво бидејќи поврзано нели со болести на обесност и на дебелина и шекер. Така што гледате се прекршуваат правилата. Во минатото сакале дебели, денес некад, сега е обратно. Сакаме да бидеме слаби. Со тек на време се менуваат обичаите. Се менуваат, да. Така што значи четвртокот е делот и ритуалот кој што се вапцат јајцата. Во минатото се вапцале со природни бои, денес се вапцат како што знаете многу едноставно со хемиски бои, е поедноставен процесот. Така што петокот продолжува обичајот нели водење во црква, оставање јајце во црква, значи тоа е традицијата до ден денес што ја прават значи луѓето кои практикуваат христијанската православна религија. Во минатото се оставало здравец и дебелика, повторно дрвца кои презентираат нели здравје и пак нели берекет преку целата година, се протна нели под масата, символично преткувајќи се или скачањето на Исус Христос од, каже го нели гробот. Во саботата, знаете, се чека пред црква Великден и се чека да се отчукани 12, се поздравуваат православните христијани со Христос воскресе, ваистина воскресе, така што таа традиција до ден денес, како што знаете, продолжува во Македонија. Всушност, тука и разговаравме формално во делот на првото утро, Великденското утро и тие обичаи кои што веројатно се измениле, исто така како и делот претходно што не ги набројавте, кои што биле практика, но веќе не се. Кај секој е различно, меѓутоа што е она што од минатото датира како обичај токму за Великденското утро во недела, како изгледаат тие подготовки? Сега дека што ви кажав различно, значи обично тоа што нели почнуваат да се прекине големиот пост. Во минатото нели че се чекало баш тоа да се кршат нели јајцата и тоа да се омрсат луѓето, како што гледате денес е малку сменето, нели стана прво време отприлика од 90-ти хит да се оди пред црква, за отприлика пред колку беше, значи 10 години или 15 од кога дојде визер, луѓето да бегат, значи од Македонија и додат на други места слават. Например, кај нас стана типично се слави Великден во странство, додека во другите народи гледате сега да се соберат и да бидат заедно.
Некои па семејства кои мигрирале се враќаат во своите домови за Великден да се видат со своите домашни, така што гледате имате контрадикции на словењето, али обично се почнува со мрсење од сабале и значи прекинување на големиот пост. Зошто, односно од кога практично датира бојадисувањето на јајцето и зошто е токму символ на Првите, Великден? значи јајца се најдени отприлика 90.000 години пред наша ера во околината на египетските предкултури, значи на самиот Египет. Тоа се јајца од ноеви. Потоа продолжуваме со Месопотамија, значи и вапсањето на јајцата со значи мистериите на Митра кои се случиле култовите, кои дел се пренесуваат и тука после со римските војници преку Персија и во Македонија. Првите јајца што се вапцаат таму и што се забележани се со зелена боја и со жолта боја. Значи тие се јајцата, значи бојата зелената го представува како символ на природата или индиректно значи символот на рајот. Жолтата има контрадикции што едно најлесно е прво сонцето и животот, нели, повикувањето на сонцето кое се повикува со оваа нова значи рамнодневница и зголемувањето на сонцето, тоа значи зголемувањето на животот, природата е победува повторно смртта. Смртта иначе е зимата, значи белилото на смртта е белилото се извинувам на зимата е смртта, а победата значи на природата е ова големо сонце. Така што тие се меѓу првите јајца што се датираат, потоа доаѓа нели делот на христијанството кај што се веруваат нели јајцата се символ на христијанството и крвта дадена за гревовите. Од една од символиките веруваат дека и бојата на крвта која е паднала врз камењата кој што е Исус нели вакво распнат. Потоа имаме и тројното дејство на јајцето, значи имаме како тројното христијански верување на Светото Тројство. Тоа е значи Светиот Отец, значи Таткото, Светиот Дух и Богот. Тука имаме кората на јајцето, белката и жолчката, повторно жолчката ја презентира бојата на сонцето или нели поврзаноста на луѓето, природата и сонцето и дарот на животот. Значи сепак не е толкова грев кога ги бојадисуваме јајцата во жолта и зелена боја, односно сепак таа символика. Има и друга символика значи со тие јајца, обично традиционално треба нели црвена боја. Во минатото поредко експериментирале, бидејќи се сметало на пример зелената боја и сината дека се поеќе кон муслимански бои. Зелената боја повторно е земена од Персија и од, не знам дали знаете, самиот израз paradise, денес што го користите, е уствари пертерски парадиз. Тоа значило заградена како еден вид ограда или заграден дел во кој имало градина. Од таму и потекнува самиот мит за рајската градина, така што до ден денес, нели, англичаните го говорат paradise, а србите го говорат paradise за патлиџан. Мора малку да се нашалиме. Споменавме дека современиот начин на живот дефинитивно го минува текот на одбележувањето, подготовките и прославувањето на не само на великденските празници, генерално. Меѓутоа, колку младите ги препознаваат овие обичаи и како треба правилно да им ги пренесеме? Гледате, значи секој кој што кажеме има голема слобода денес да правиме секој што сака и секој одбира како што сака да прави и се е зависност од семејството дали сака да ги задржа традициите или нека да ги задржа традициите. Обично повторам дека понекогаш и како вид игра и забава за целото семејство. Например, ние конкретно во Музејот на Македонија имаме цела програма која работи веќе 33 години за зачувување конкретно за сите обичаи што ги зборите, не само Великден, обично најпопуларен е Великден, во кој децата доаѓаат повеќе часови во музеј, значи од прилика 3 недели, каде што имаме редовно по 2 часа, кај што се запознаат што е таа музеј. Колкав интересот всушност да научат нешто? Па се разбира дека е голем интересот. Највеќе имаме значи до сега соработка со училиштата браќа Милодиновци, кои се најредовни наши посетители. Потоа скоро сите училишта од аеродром. Имаме значи и проекти со постари значи деца, значи со Јосип Брос Тито, Оце Николов. Сата се во мините проекти што ви зборам, идни се разбира ќе имаме и понатаму. Значи целиот обичај се објаснува детално како се вапсат јајца на стар начин, како се месе великденска погача. Ги запознаваме дека минатото се прела нова носија за Великден и се разбира секој со малца црвена боја, повторно да символизира крвта на Исус Христос. И на крај се прави презентација родителите што научиле, дури родителите самите нешто учат од тоа. Така што ова е се што презентираме традиционално. Конкретно значи за околијата на Скопје се прикажуваат тие обичаи и се адаптираат за возраста на децата, нели? Не им кажуваме се, не ги ѓањаме со детали.
Кршењето на јајца има некоја длабока традиција или сепак ова е таа мутација практично на оние нови, нели, да биде многу поинтересно како што и вие сами рековте, нели, одењето во црква некако стана значењето на кршењето јајцето е самото, нели, кршење на гробот на Исус и победувањето на животот на смртта, тоа е значи символот со кршењето на јајцето. А другото, нели, кажи го, играта на децата што е прават до ден денес е кој ќе биде, нели, поголем победник или бојник како го викале, или после во поново време коњак, нели, кој со едно јајце ќе искрши повеќе јајца ќе биде посреќен за од сите оваа година. Така е, нели, таа традицијата што продолжува. Значи да биде поинтересно и за помладите. Сепак можете да дадете совет, особено за родителите кои што имаат мали деца, во контакт сте постојано конкретно во музеот, како што кажавте, што е она што најмногу им го привлекува вниманието на децата и преку таков начин, еве, и во домашни услови родителите да можат да пренесат. Конкретно за обичајот Великден? Да. Значи, најаќе се забавуваат кога месиме великденски погачи. Да, им објаснуваме како оди самиот процес, пипнуваат тесто, бидејќи да сите се навикнете да купуваат, нели, овако лепи готови работи пецива од пекарите, така што сега се вметнати во процесот на самите да направат лепи, објаснуваме како оди целиот процес со квасец и како се дига тестото, потоа како се замесува. Им правиме и погача со плетен камък, што е покомплицирана. Понекогаш им правиме и малецки орнаменти, им покажуваме им кое што значуваат, значи пирење или паковци. Повторно тоа се символи за среќа и за плодност, нели, на преку целата година. Така што најинтересно и највеќе забава им е тоа, значи кога нели го правиме великденската погача и лебот. Второто е последно вапцањето на јајца исто така, значи пред нив им покажуваме и се разбира се шалиме да им покажат они на родителите како се прави. Имаме ли конкретни обичаи кои веќе стануваат малку подзаборавени, односно веќе се изоставуваат од се она што ние денеска го правиме за Великден, да? Сигурно луѓето не мијат на чист понеделник со пепелава вода се миело прво се садовите. Тоа било целта да се измијат садовите од мрсот, од целата мрснотија на садовите. Не верувам дека некој користи пепелава вода да изгори огин, можеби во силата некој ретко. Тоа било еден обичај што памтам, сигурно не се прави сега. Так. Другите мислам дека понатаму се практикуваат и плюс, нели, црквата се ги практикува со наните обичаи за Великден. Некако имам чувство дека последниве неколку години можеби социјалните мрежи наметнаа малку повеќе да, односно тоа како насилено некако со сила и празнување, меѓутоа и вртање кон и религијата, како да не ми е искрено. Кој е вашиот став за тоа? Кога не е искрено, значи што викате, секој сака да се покаже колку е поголем верник од другиот, нели, да има некоја борба. Ма секој кој што ви кажав и според моите мислење ме прави да што може да прави што сака. Сега тоа е до нив, значи они сака да се докажат дека се чисти души, како што рекол Исус, некој фли први каменот што е најчист. Ја не верувам дека се сите чисти, сме грешни. Знам дека има трка, нели, да покажат кој има најдобра трпеза, кој има најубави јајца, тоа се уште трае и секојаш мислам дека ќе продолжи да трае со социјални мрежи, дека мислам дека борбата сега знае зашто е за лајкови. Така. Благодариме, да, за денешното издвоено време и за одговорите кои што утрово ни ги дадовте.